на тоа за снимање само. Пуштена е? Добро, снима, иди наво. Ова е еден мал дел од бифето, кај што тука си правиме пауза, си пушиме цигари, се релаксираме. Ова пред 4-5 години дека се поставени овие плакати и се случајно така поминав, реков ајде тука да снимиме. Баш овој плакат што е Метаморфози. Ова е представа на Лилија Баџиева, ја правевме 2015-та. 30 декември премиера имаше, а негде на кај 25-6 декември го стикавме плакатот. Плакатот е слика на сцена, значи камен лад. Јас гол и од озгора со кофе и вода ме истурат и така фотографот успе да направи некоја слика и ова излезе како плакат. Па ме дупеа колегите деме како за плакат за Олимписки игри. Тука еве исто има и други плакати. Еве смртта на трговскиот патник, представа на Бубе. Ова е Јане Задруга си, тука играв исто представа на Бубе. Тоа е една многу драга представа. Тоа е од тело. Еве со. Ова е представа правеше Диего Депреа. Представата, значи правев свадба и после 7-8 дена имаше премиера, беше хаос буквално, али супер испадна. Става и тотално онака ми измести, многу беше јако. Ете готвејќи го Шекспир, беше колку 2010-та негде. 2010-та се вратив од факултет и ја направивме представата како сцени од Шекспир, сместени во една кујна. Ова е кокошка. Каков плакат сме направиле. Плакатот го направивме многу едноставно усвари. Ова е кокошка од Николај Колјада во моја режија, првата представа што ја направив. Си игра околу 70 пати до сега. Немавме пари за ништо, буквално театар се ни помага да направиме сценографија, костими, се, ова се колеги со кои што играм. И излеговме еден ден, реков мајке стикаме ќе правиме плакат. Што е идејата на плакатот? Ништо специјално. Шетавме низ градот и реков мајке стикаме но селфи. И тоа испадна како плакат. Иначе, сега ќе однесам и во делот кај што престојуваме многу време. Ова е местото кај што пиеме кафе, кај што се дружиме, кај што поминуваме, значи, од сабајле, од вечер оговарања, кој играл, кој како не играл. Бифеџијата кој што во моментот ме снима, знај поќе за процесот за една представа отколку јас. Голема благодарност до тебе, Оли. Еве тука Горан. Горан е сликарот во театарот и се останато. Ова, делото негово е. Тоа таму. Така? Значи, моите раце произлегува. И плюс ни црта карикатури, онака од рака. Да. Една ракија кошта тие. Ако е подобра, две. Зависи. 2 до 3. Ако е уште поарна, 3. 3. Значи, и заради тоа велиме поарно не ме цртај. Значи, молим те не ме цртај. Освен што слика низ театар, да речеме сценографија, боење, сте работи, плакати, све останато. Да. Сега ќе поминеме низ зимскиот дел на бифето што ви се рекла во прека што престојуваме и ќе поминеме на новата сцена. Еве тука цела зима ја врвиме. Поздравички. Овде. Еве тука е делот кај што е ходникот. Повели малку хорор моменти тука, може да зафатиш натаму. Тоа се тие ходници долу во театарот. Еве го бифето, вајде овој наврата пиши клуб на уметници. Тој е прејак момент, клуб на уметници, брат. Уметниците. А еве нова сцена. Нова сцена овде е близо. Иначе нова сцена е многу јак моментот што претходно беше музички салон, нешто проби праја групи, такви работи. Сега ќе влезиме. Тука бај да овој си играт и представите и кокошки и пијани. Двете што ги имам направен, значи ова е просторот кај што си се остварувавме. Ајде по. Ето. Наваму. Полека да не скршиме камерата, ако ја скршиме, ќе треба еден кредит да земам за да ја вратиме. Еве нова сцена. Нема никој тука, повели. Овде се случува целата работа. Ете го моментот. Да, тоа е тоа. Па после ќе ве однесам и мјорната таму, кој си имам посебна соба и таму ќе одиме.
мојата гримјорна и гримјорната на уште двајца колеги, заедно сме вкупно тројца. И тука ги поминуваме моментите пред самиот почеток на представата, тука ни се костимите, долу се шминкаме, пак на некој начин, некој простор кај што се осамуваме, се припремаме. То се, например, некој пола сат пред самиот почеток на представата, тука се наоѓам, го повторувам текстот, вртам, малку вежби за говор и такви работи. А некога се случува тука исто и да преспијам, кога имам дупли проби, например, и малку заглавам, дали в бифе или заглавиме со пробата, пак тука има 3 фотели, тука си легнувам и тука си преспивам сат и пол, 2, дори да не одам дома, да не губам време. Или треба некаков текст да учам, па тука си го учам текстот. Тука ми се наоѓаат и костимите, сега ќе ги видите и костимите. Еве го гледалото. А еве тука ни се наоѓаат и костимите, кои што се во тековен репертоар. Значи, ова е од последната ноќ, представа што работевме со Андреј Цветановски, со Сонја Михајлова играме двајца. Многу јак текст и многу супер представа излезе. А ова се од најразлични представи, од Со на летната ноќ. Ова е од Ладало, од представата Без паника. Со овој костим досега 92 пати имам играно и играме представата досега 92 пати. И еве го чека, пак е спремен, значи, еве тука некога сум се подприл на нешто, сум го извал. А тука не знам дали ќе ги начекам долу, чевлите од Без паника, значи да видите како изгледа после 90, еве ги, баш најгоре се поводија, не е режирано, не е местено. Еве ги чевлите. 92 пати си има играно представата со овие чевли. Ета до шо преш? Еве со мечето сне. Го зеде, заврши работа со клучот? Да. Доби госте, така? Другиот гост е таму кај тоа дечкото. Добро. Од колата го зедов и сега се со мечето сне. Добро, стигна дома? Не сум стигнат. Добро, окей, Ванджи. Ајде. Чао. Ајде, чао. Анче, шо преш? Еве, чекам мечето да дојде. Да, го взел татко ми, сега ќе го донеси, ја снимам. Аха. И така, снимам, терам, па сега ќе видиме. Дома спремна си ти? Зашо? За јадење му припреми нешто на мечето? Не велјува, може јаден ке, јајца ќе му пржам, спанак има готов. Такви работи. А дали си возбудена за снимањето? Па да, нормално. Ме мислиш? Па да, така, не сум возбудена колку што сум како стегната малце, така не ко трема, не знам како да ти кажам, ко стегната ми е душата малце. Зошто? За да исполни се како што треба. Да, а како го гледаш целото, ме интересира, мислам, општо вака. Ствари, знам шо преш, ме снимаш. Те снимам, да. Ох, мајко, па не мора од околу да ме вртиш. Како го гледам целото? Да. Па, како проект еден, што треба да се сработи. Да, а тие онака дека ќе се снимаме, например, проблем дека дома тебе е огнен, да речам онака целото? Да, малце, оти не сме ние навикнати на тоа, не знам тебе како ти, ама мене ми е.
Па и мене ми е малку, да речам, онака стресно, заради... Ајде, немаш гајле ти од камери, немаш ништо. Абе, не ето така, немам гајле. Знаеш како, јас само си замислувам дека уствари како што си правиме цело време и се снимаме по дома, само тие се приватни видеа, са ова. Многу е јак Го моментот. споделиме. Да, многу е јак моментот дека уствари ние не ни постираме ни на Facebook, ни на Instagram, ништо такви работи. Па тие слики што ми ги прати преје? Да, ама тие сликите што ги начекавме беше многу јако, значи начекавме слики што се пред колку години, може има 9 години. 8, 9. Не, 8. 7,5. 8 оствари, 8. 8 години во лектира баш местото кај што беше првиот стендап настап, кај што го имав. И ќе го видите и тоа место, ќе го однесам и таму. И беа многу јаки стигите, како деца сме малци. Не, како деца, ние деца сме. Добро. Тоа ме интересира Шенче, пак се слушам и се гледам. Ајде, чао. Ајде, чао. Чао. Кој ќе ти се јади? Па не осеќам глад, некако сум со сова, како ќе испадни, цело го снимам, смислувам работи, кои места да ги снимам и така. Сега сум в гримјорна. Снимам. Супер. То, Окей. ајде, чао, Анче. Ајде, чао. Има еден многу јак момент овде, што театарот е во истата зграда со Центарот за култура. Во моментот е Манаке фестивалот и тука има една врата, само да не слушне никој, има проекција на филм, има една врата кај што можеме директно да влеземе на самата проекција. Why don't you come down to Louisiana sometime? See how we play. Boy, you better get your nigger ass out of here now. America first. Тоа беше тоа. А супер би било да одиме на некоја проекција на се слуша музика од филмот. Ептен изнастинав со ова времето од топло наеднаш на ладно, па пак враќа топло. Секоја година кој ќе има вака промена, одма настинвам, носот ми се затнува, кивам, кашлам, па ми требаат 5-6 дена да закрепнам и после тоа, од кога ќе закрепнам, во текот на зимата барем уште еднаш, два пати така исто почнуваш со лекарства, трчаш на 100 места, не смеш да бидиш настинат. Например, се појавуваш на телевизија, снимаш некоја емисија, а ти настинат, затнат, цел киваш таму, тоа е невозможно.